Днешниот настан кој што организира Домот за деца и млади Благој Мучите од Струмица практично е отворење на изложба на ликовни творби кои што се создавани на Колешинските водопади. Ова не е нешто ново кое што ние го работиме, ниту пак соработката која што ја имаме со Основното училиште Видое Подгорец од Колешино. Нашата соработка е долгогодишна на полето на ликовната дејност и тоа преку низа на ликовни конкурси по најразлични теми кои што ние како Дом за деца и млади ги распишуваме. Меѓутоа, за да биде поинтересно за децата кои што творат и да имаат дополнителен мотив да и понатаму творат, решивме оваа година да направиме на соработка, а таа соработка се случи во јуни месец и да ја реализираме малку поинаку. И тоа беше на самите Колешински водопади, цртање во природа, на членовите на ликовната секција која што работи и постои во Основното училиште. Меѓутоа, таа убава дружба, која што всушност беше спој на она долгогодишна традиција на соработка помеѓу двете институции, училиштето и Домот за деца и млади, дружбата која што ја остварија децата на самите водопади при нивната работа и изработувањето, воедно беше и негување на нашите природни обавини, кои што ние на некој начин со цртањето ги пренесовме, односно децата ги пренесоа на овие ликовни творби кои што ние денес ги изложуваме во изложбениот салон на Домот за деца и млади. Таа и ни беше целта да освен традиционалниот начин на работа кој што децата го имаат во основните училишта, каде што се стекнуваат со основните знаења за ликовното образование, да можат да ги користат и на друг начин, да работат во природа, со друг вид на материјал, а сето тоа да продуцира едни нови форми на дружба и соработка помеѓу институциите, како што се училиштата и институциите за култура, кои што се воедно најодговорни за воспитувањето и образувањето на децата, а во суштина им даваме можност да можат и креативно да се изразуваат. Изложбата ќе биде отворена подолг временски период, така да можат повеќе заинтересирани основни училишта и средни кои што се од општина Струмица и другите општини да дојдат и да ја видат изложбата. Меѓутоа морам да кажам дека на оваа изложба исто така имавме покането и деца од Основното училиште Сандо Масев, со кој не само со Сандо Масев и сите останати основни училишта имаме добра соработка, на некој начин да другите деца видат нов вид на начин на работа, нов вид начин на соработка и тоа да биде поттик и за нив, за да можеме во некоја следна прилика, па учениците на Сандо Масев да бидат наши соработници, а некое друго училиште да биде присутни како гледачи или посматрачи на отворањето на ваков вид на изложба, а со тоа е се со цел да дадеме нови форми, нови содржини на негувањето на ликовната уметност и нејзино понатамошно одржување.